Благодарам, Ана. Почитувам председател на владата, почитувам заменик председател на владата, директор на канцеларијата на Светска банка во Скопје, почитувани гости, представници на медиумите и драги пријатели. Значи, на денешниот настан ги представуваме првите резултати од еден поинаков концепт за поддршка на економијата и растот. Доделуваме 20 договори за финансирање на иновативни проекти, преку кои владата, односно Фондот за иновации и технолошки развој, станува инвеститор во развојот на компаниите и економијата. Со ово возможуваме и олеснет пристап до финансирање за сите микро, мали и средни предпријатија во Македонија. Преку планот за економски раст на владата, представен неодамна, иновациите и технолошкиот развој стануваат основа на идната економска политика на владата. Почитувани гости, драги пријатели, во 2017 година Македонија, заедно со Белорусија и Косово, бе единствените европски земји кои што не беа воопшто рангирани на глобалниот индекс на конкурентност. На листата на глобалниот иновацијски индекс ситуацијата е нешто подобра, меѓутоа останува фактот дека далеку заостануваме за глобалните европските трендови. Македонија, како што спомени премиерот и вице-премиерот, стана држава која извезува скапоцен талент и знаење преку одлив на млади и образовани луѓе. Причините за ваквите состојби се повеќе, јас ќе споменам само две. Значи, до 2017 година имавме 0 денари средства во буџетот на Република Македонија за поддршка на иновативни проекти. Заради погрешните политики беше креиран образовен систем, институции и општество кои што беа реално затворени за секакво критичко и креативно размислување. Во 2018 година владата и Фондот за иновации и технолошки развој влегуваат со следнија факти. Значи, имаме 20 нови компании кои што од денеска почнуваат со вложување на 80 милиони денари, каде што владата преку фондот учествува со средства од 58 милиони денари, но со 70%. Со овие инвестиции фондот станува партнер, односно инвеститор, како што спомена, во развојот на компаниите. Во подготовка е повик за финансирање на мерките од третиот столб на планот за економски раст, за кој што се издвоени 185 милиони денари. Буџетски средства. Обезбедени се над половина милиарда денари како почетен капитал на фондот за еквити и мезанин, кој што беше формиран во декември минатата година. Во рамки на планот за економски раст во третиот столб, за прв пат воведуваме финансирање на технолошки развој, каде што следиме до 30% од инвестициите на компаниите во воведување на нови технологии. И конечно, владата иницираше сеопфатна реформа во општеството, а фондот преку својата улога како инвеститор ќе обезбеди финансиски поттик за младите луѓе да ја препознаат својата шанса во Македонија. Накратко за нашиот план за наредните 6 до 8 недели. Значи, објавуваме прв јавен повик за финансирање на проекти по првите 4 мерки од третиот столб во планот за економски раст на владата. Мерките се отворени за сите микро, мали и средни предпријатија во Македонија. Објавуваме јавен повик за 2 нови инструменти на фондот, кои што се финансираат од Светската банка, бизнис акцелератор и технолошка екстензија. Објавуваме следен јавен повик за финансирање на стартап компании и објавуваме 2 нови тематски повици со 2 министерства, со кои всушност го поставуваме новиот инструмент за примена на иновациите во јавниот сектор. За сите овие активности, владата и Фондот за иновации и технолошки развој ќе организираат тематски презентации, каде што ќе запознаеме јавност и потенцијалните апликанти со условите, критериумите и постапката како да се аплицира за овие средства. Благодарам.